Добре дојдов во Кападокија, регион во Турција, позната туристичка дестинација. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Јас денес го напуштам ова селото градче поголемо мало Арабгир и се упатувам денес кон Кападокија. Значи, од Арабгир одам кон Кајсер и од Кајсер одам кон Кападокија, поточно во градчето Учки Хисар. Значи, ова ќе видим мое, денес иначе имам 450 км некаде за возење, околу 6 часа. Локалното време е 8:40. Иначе ова ќе видим мое второ одење во Кападокија. Лани бев пред 10 месеци за прв пат, меѓутоа останав и тоа 2 ноќи во Кападокија, меѓутоа балоните не ги видов. И сега е прилика повторно да одам во Кападокија, па се надевам дека утре ќе имам прилика да ги видам балоните. Сакав прво да закажам во истото место каде што бев и лани, бидејќи си поминав таму на вистина добро, меѓутоа го немаше на Booking тоа сместување, а на Google Maps пишуваше дека е привремено затворено. Така да сега резервирав во Учки Хисар во хостел. Имаше многу добри оценки хостелот на Booking, така да би требало да биде добро и убаво. А сега тука јас право треба да дадам, да. Иначе уште ми е во умот тоа ќофтето, сендвичот со ќофтина што го јадев сношти, навистина беше убав. Но, како што ви реков, почна за политика да ми зборува човекот и изгубив кеф за да одам повторно. Буквално како да ми кажат, те неќам тебе тука, ме разбирате. И така, заради еден човек и 10 да се добри, заради еден можете целосно да го промените мислењето за некој место или некоја земја. Оде патот го прат, не знам шо прат, ама камчи на асфалт ни полно е на земја дека ќе возиме и прска корни. Вие само визира да не ми се скршат и коли ме поминаја две, прскаше и од нив камчиња. Де? А шиват коливе, значи ич не мислат дека можат, не знам, вкаци, значи ке нема на толку ке ни истерат. А, сега камиони. Сега беше по нас. Не беше толку лошо, добро. Побрзо нека заврши.
пат и не ми изгледа како да е случајно вака направен, туку како намерно да има турано. Не знам со каква намена, дали дека нас имамо лизга, ама не треба онака. Конечно заврши таков патот. Имам до Кајсери градот, јас уште 2 часа возење и уште 170 километри. Но возењето се исклучок на тој патот кај Камчината беше убаво. Значи немам денес автопати, до сега барем булевари, такви работи. Патишта со кривинчина, со панорамски погледи и на високи надморски висини, веќе од савајлето свежо ми е, малку дури ми студи можам да речам. Но доколку застанам, еве сега застанав, моторот го разгледам како е, почна да припекува сонцето, меѓутоа додека возам дури и студено ми е малце. Цел овој регион е на малку повисока надморска висина и веројатно и заради тоа. Гледајте колко интересно, значи патот прав пушка, онде го гледам кај што се исправа и се крие позади ридот. Одоколу сето рамно, а сепак стена високо. Иначе размислувам да направам тука некаде една пауза со цел малку да примам топлина, бидејќи навистина повеќе ми е ладничко отколку што ми е таман. Кангал Термик Сантрал, конија шеќер. Термик Сантрал, овде излима фабрика за шеќер. Не и се, да заставам јас овде вака покрај патот, да примам топлина и потоа ќе продолжам. Добре, дојдов во Кападокија, регион во Турција, позната туристичка дестинација, најпрепознатлив по тоа што овде летаат балони со помош на топол воздух, но исто така не е тоа единствената активност тука. Имате да возите 4 цикли, да јавате коњи, да јавате камили, дури и со хеликоптер видов една табла, имате опција да се возите и многу други работи за туристи. Исто така има доста интересни карпи тука. Но подетално видео за Кападокија има веќе на мојот канал, објавено некаде во месец декември, можете тоа да го погледнете. Тогаш ја споминав и подолг период во Кападокија и имав еден ден кога целосно исклучиво го посветив на Кападокија. Моментално сум во селото, односно градчето Ѓорем иначе, и се упатувам кон Учки Хисар, мислам така се викаше, каде што се наоѓа хостелот каде што ќе преноќам. Последниве 100 километри беа малку досадни за возење, но еве сум сега пристигнав. Премногу за јадење, премногу продавници, значи премногу од се има овде во Ѓореме. Ѓореме е всушност центарот на Кападокија, но не е Ѓореме најголемото населено место тука. Мразам кога ќе ми се пикат вака со мотори. И со коли нормално. Се оди ако се пикна веќе што се... Гледајте, значи нема што нема, ова е за туристи направено. Лани додека беше и доста скапо во споредба со останатиот дел на Турција. А какво е, ќе видиме какви се цените годинава, но не мислам дека ќе биде поевтино. Ајде бе, движи и ти. Се влечка тако. Клапа е мавнав, надупка мавнав, оф.
Сите селца мали овде, сите градчина имаат се, значи за јадење, за пиење, буквално за туристи, така да каде и да, доколку доаѓате, каде и да преноќувате, ќе имате активности за правење. Зошто секогаш мора да има некој што ќе се влечка напред и цела колона ќе напред зад него, без никаква потреба. Ќе разберам да е трактор, да е камион, ама кола, значи обична, нормална, што може да движи побрзо, стварно не можем да разберам. Уште 3 километри до Учки Хисар. Иначе лани ви кажав, спиев во градчето Аванос. Исто така имаше таму и за јадење, за едно, за друго, за шеткање, убаво градче. Сакав годинава пак, бидејќи навистина убаво си поминав лани, бев задоволен и од луѓето каде што спиев. Но на Booking го немаше, на Google Maps пишеше дека е превремено затворено, така да морав да барам друга опција. Иначе хостелот кај кој што одам, еве Чичко Моме, да не замери, оти некој заборавам со цените, голем поздрав до Чичко Моме. Плаќам 14 евра во хостелот каде што ќе спијам денес, но имаше многу добри оценки. Гледам селцето, така е како Крушево изградено. Учки Хисар, добре дојдов во Учки Хисар. Има за пешачење во ова село. Еве и камили лево. Лево не, тука лево, да. Тука лево. Кај моторот има уште некој, не сум само јас со мотор. Кој е хостелот? Ова е Вандерлустин.
Nasıl çıkacağız? Diyorum ya. Nasıl gelmiş? Arkada arabalar da var. Biz buradayız. Ama şimdi alırsak 3 tane ATV net kiralayacağız babam. Az sonra gelir. Mayasız. Lan niye gidelim oğlum? Gel işte bakalım. Gel şuraya bak bakalım burada olan. Just watching. 재밌게 온다. Како што ви реков, подетално јас време во Кападокија поминав лани, линкот од тоа видео ќе ви го ставам во описот на ова видео, а утре се надевам дека ќе ги видам балоните, бидејќи претходниот пат кога бев, иако останав 2 денови, сепак не ги видов балоните. Но дали ќе има балони ќе видиме во следното видео. Тука негде ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.